потикнати од историската улога на Соколана во севкупниот развој на Куманово и Република Македонија, К3 телевизија изготви значаен документарен филм каде ја опишуваме нејзината улога. Единствено и ексклузивно само на К3 телевизија, документарен филм со наслов Соколана, нашата гордост. Некои јогурти имаат рок на траење од 10, некои од 15 дена, а некои можете и да ги заборавите во фрижидер. Јогуртот на бучен козјак има единствен рок на траење од само 9 дена, затоа што е без никакви додатоци. Нашите вредности се ваши предности. Бучен козјак. Интересни се пишувањата на Банот Душан Станимировиќ за начинот на собирање парични средства за изградба на домот. Далечната 1922 година Друштвото од Куманово испратило писмо за помош до Министерството за образование, надлежно за соколството и спортот, со молба за парична помош. Во неја, покрај другото, се вели дека Друштвото располага со над 600 членови од сите категории. Во ноември истата година се обратиле за помош и до канцеларијата на кралот во Белград, кои едногласно донесуваат одлука за доделување помош од 5000 динари. Изградбата на Соколскиот дом во Куманово започнала со свечено полагање на камен темелникот на Видовдан на 28 јуни 1923 година. Со повремени прекини, поради недостиг од финансиски средства, изградбата на Соколскиот дом продолжила и во наредните 2 години. Поради тоа, во летото 1924 година во Куманово беа испратени Јован Радовиќ, член на управата на друштвото, и Ѓорѓе Божиновиќ, началник и министерот за просвета. Тие во 1925 година испратиле писмо до дотичното Министерство за финансиска помош од 800.000 динари за комплетно довршување на домот. Покрај тоа, Соколското друштво од градот организирало собирање на средства преку организирање на разни академии, дефилеа пред голем број на граѓани, пропагандни настани на стотини соколци од Крива Паланка и друго. Во истата година и Соколската жупа од Скопје донира на Кумановското друштво 5000 динари. Во март наредната 1926 година Соколското друштво од Куманово испраќа молба до Министерот за просвета, во кое стои дека величествениот просветно-културен храм кој се гради под името Соколски дом ќе остане една пуста урнатина доколку веднаш не отпочне неговото конечно довршување. Затоа го мола министерот на било кој начин да ми обезбеди 400.000 динари за целосно завршување на објектот. Откако не успеа да обезбеди бараната сума, Соколското друштво бара нови модалитети за собирање на парични средства. Управата во 1927 и 1928 година работела на организирање на стокова лотарија, надевајќи се на значајни приходи. Во тој контекст, Управниот одбор отпечатил пригоден апел во 2000 примероци и го испратил до разни предпријатија и богати поединци во целата земја со молба за нивна соодветна донација. Во неја пишува: со нашите собствени сили, прилозите на родолюби и државната помош до денес се потрошени преку 1.000.000 динари, но тоа не беше доволно да се заврши објектот. Поради тоа, прекрасната замисла на кумановските соколи да не биде уништена, управниот одбор ќе проба преку лотарија да ја обезбеди потребната сума. На апелот се одвал само Петар Теслиќ од Сисак, кој донирал 3.000 динари, па тоа го принудило управниот одбор да се откаже од понатамошното организирање на лотаријата, а за ново настанатиот момент бил информиран и кралот. Појавата и развојот на физичката култура преку Соколската организација во Куманово датира повеќе од 100 години, кога за прв пат се случила организирана теловежба. Главни протагонисти во афирмацијата на соколството во Куманово беа видни граѓани од тоа време. За прв пат се појавуваат во 1909 година, а основоположници беа војводата Јова Довезенски, Илија Вукотич фармацевт, Тома Глигориевиќ, собственик на првата приватна печатница во Куманово и многу други.
Друштвото работело во исклучително тешки услови, но благодарејќи на ентузијазмот на членовите успеело да обстане. Засилената активност се случувала во 1919 година минатиот век, кога добро осмислената програма на челните луѓе придонесе организацијата да почне да ги собира плодовите од својата работа. За кратко време се зашленија голем број на нови активисти кои започнаа да работат во импровизирани услови. Како резултат на големиот интерес кај кумановската младина за зашленување во Соколската организација се појави надеж кај граѓанството за изградба на спортски објект кој ќе придонесе за поголема културно-спортска активност во Куманово. Соколското друштво од Куманово е едно од првите од времето на кралството Југославија, а со својата работа се истакнувале и друштвата во Битола, Охрид, Скопје, Тетово и други. Управите на Соколското друштво работели за способување на својот стручен кадар по пат на друштвени водички курсеви и испраќање на најдобрите вежбачи на такви курсеви од висок ранг. Соколското друштво во Куманово за време на своите активности имало солидна бројка на членови, која според податоците на почетокот на 1930 година изнесувала преку 200. Во нив имало машки деца, женски деца, наследници, наследнички, членови, членки и постари браќа, од кои биле застапени ученици, занечи, трговци и работници. Според евоцирањето на Чичко Трајко по возрастните категории ги учил Гоце Здравковски, додека со наследниците и наследничките работеле Драги Глигориевиќ, односно Евица Лингурка. Карактеристично е дека сите членови на друштвото, како и најмладите, така и најстарите, плаќале членарина, која за тогашните прилики било доста символична. Самите членови за разни патувања и набавка на соколските униформи, за облека за вежбање и друго, плаќале дел од трошковите. Најпосле желбата да се стане атлетски правилно развиена и здрава личност, како природна потреба на човекот, е една од факторите што влијаело за зачленување. Сите горонаведени работи на посреден или непосреден начин влијале Соколската организација во Куманово да се етаблира како главен носител на физичката култура од тоа далечно време. Основната работа на Соколското друштво била телесното воспитување, теловежбата. Истата се изведувала во духот на гимнастичкиот систем на Мирослав Тирш, познат како Соколски. Основните елементи на работата биле вежбовните дисциплини, што биле офатени во сите 4 струки, што ги предвидува Тиршевиот гимнастички систем, и тоа строеви вежби по војничка команда, вежби на формирање на телото со справи и без справи, вежби на справи со елементи на атлетика и игри, подосна и ритмика со народни оре. Овие вежбовни дисциплини биле обработувани шаблонски, типизирано, еднолично, така што било задолжително секој елемент да се совлада прецизно. Гимнастичките часови биле весели, темпераментни, но се одликувале со ред и дисциплина, а справите биле мамец за членовите за редовно доаѓање на часовите. Значи, основниот метод на работата се карактеризирал со послушност и редовност, каде зацртаните задачи на часот морале да се научат по пат на постојано и упорно вежбање. Горо наведените работи целосно се надградуваат по пуштањето во работата на Соколскиот дом, каде незините членови со брзи чекори ги совладуваат наведените активности. За разлика од другите градови како Прилеп, Охрид, Битола, Скопје, кои морале да импровизираат во работата, Куманово со Соколскиот дом доби можност во одлични услови да работи во создавањето на здрави генерации. Генерално земено, Соколското друштво со своите активности во текот на својата работа даде огромен придонес во развојот и прогресот на физичката култура во училиштата во тој далечен период. Веднаш по пуштањето на Соколскиот дом, зацртаните цели на друштвото почнува да се реализираат во целост. Во Соколскиот дом се работеше преку целиот ден, а веќе во 1934 година бројката на членовите изнесувала над 250 членови, кои беа на возраст од 10 до 18 години. Работеа под будно око на големите педагози Гоце Здравковски, Киро Петковски Кајна, Драги Глигориевиќ, Петра Трајковски, а се споменуваат имињата на Гуте и Иле Џартови, Живко Чала, Методија Антевски, Трајче Белич, Киро Војновски Шпарта, Звонко Шуман, Димче Арсовски, Трајко и Момеаджи Трајкови, Драги Фризер, Елица Лингурка и многу други активисти од тоа време. Поранешто е председател на ДТВ Партизан Бранко Стојмановски, иако со речиси 84 години од животот, се уште добро се сеќава на случувањата во Соколана. Точно е дека Партизан игра улога
за развивање на човечкиот организам, поготово ако се почне од помлади години, кога се децата и машките и женските во пубертетски развој, во раснење. Инаку, Соколското друштво во Куманово постои од 1919 година, кога ентузијасти во Куманово, одредени функционери во општината, во приватниот занаед, трговците, се собрале и организирале Соколско друштво по името на Соколот кој лети на небото. И тие сакале да формираат друштво големо со простории, меѓутоа немале услови и председателот на општината тогашен им го доделува платот каде што е сега Соколана. И овие од присобраните пари почнале да го градат овој Соколскиот дом, Соколана, и во 1923 година на Видовдан они поставуваат камен темелник на самата зграда. Меѓутоа пари немало, се собирале колку можеле, кој колку имал да даде и по иницијатива на Коруновиќ, инженерот од Белград, се направува проект кој направил такви објекти во цела Југославија, во Србија, во Босна и доваѓа во Македонија. Проектот го дава и започнува со работа 1928 година. 28, 29 и 30 Соколскиот дом Соколана се завршува со градба и реновирање се што требало да се направи. Па во септември 1931 година големо славје, музика, веселје се собира, свечано се отвара Соколанскиот дом или Соколана. Тогаш во Куманово на таа свечаност имало преку 6000 луѓе присутни од Куманово и оние што учествувале и други што не учествувале во градбата и надворот од Куманово исто така имало. Во тоа време јас после бев ученик во гимназија си бев и заедно со моите другари школски, Саневски Стојмир, Сане, Дејчо, покојниот, Ѓоко, другар ми шумарски инженер, Драган Томовски, отидовме да вежбаме во Соколана. Тогаш таму вежба Иле Трипко, Дејан, Дејчо, Тајат, Цего, отиде во Турска. После тоа Тајат беше многу солиден гимнастичар и на македонско и на југословенско ниво додека вежбаше. Потоа се разделивме, завршивме со средно образование, јас си отидов по некои работи, се запишав и на факултет. По завршување на факултетот прво бев во ракометниот клуб во дом на ЈНА, потоа во фудбалски клуб КСК за времето на Петаковиќ, а истовремено си бев и во управата на ДТВ Партизан. Председници беа Методија Теодосиевски, Киро Джимрев, Јаков Станковиќ, Наса Стаменковски и јас. Јас децата неге од 8-9 години па до покасно ги гледав и на тренинзи и на такмичења, одев ги прегледував на систематски прегледи да видам како се со здравјето, дали можат да го тренираат или не, бидејќи гимнастиката е и напорна вежба, да не се деси некој проблем со здравјето на децата. Инаку,
проблеми имаше и во тоа што водев брига за зградата, за одржавање. Божо, после Чика Коста, он работеше, тука живееше во двете простории, чистење, одржавање, имаше нешто проблем, ке дојдеше кај мене, вика, скршење прозор, купателото не работи, лецето не работи, треба да тражи мајстори да се направи. Инаку ние средствата што ги добивавме беа преку СОВКА, Сојуз за физичка култура. Во Соколана продефилираа многу генерации на гимнастичари, кои секој на свој начин оставија белег во развојот на оваа гранка. Се работело од рано наутро до доста навечер, а Соколана било исполнета со многу влюбеници на овој спорт. Нивните успеси останаа запишани во архивите, а ние поразговаравме со неколку од нив. Нивните сеќавања за Соколана од пред неколку децении се уште им се во добра меморија. Војкан Поповиќ, еден од најпрепознатливите гимнастичари во Соколана, чија љубов кон овој спорт и ден денеска живее. Јас на прво место би го ставил легендарниот Аца Скакла, бидејќи мене ме тренира и Гоце Здравковски, тој беше човек фантастичен, строг, но во душа многу мек, многу не респектираше и сакаше. Тој исто така ми беше професор во гимназија. Кога тој беше отсутен, ме замолуваше јас да го водам часот во гимназија и така, бидејќи имаше доверба во мене. Тој ме воспитуваше. За Дајлевиќ нема што да кажам. Легенда. Легенда над легенди. Симоновски професор, тренер на женски ракомет. Славко Симоновиќ. Тоа е човек како ретко се раѓа. Мислам дека во догледно време нема да имаме таков ентузијаста кој ќе се бави со ракомет во Куманово, бидејќи јас и сега не сум задоволен од активности кои се одбиваат, но ништо не можам да сторам. Да предам сега на Аце Скакла. Ацо Скакла беше човек, исто за мене број еден од тренери, бидејќи гимнастичар. Тој е човек кој му даде се на Куманово за активности во гимнастика. Тој најповеќе ги тренираше сите наши врхунски гимнастичари од Куманово. Тука би го на прво место ставил Владимир Наковски, кој сега живее во Скопје, иначе беше професор по физкултура во физкултурна школа во Скопје. Сега е пензионер, така да како него ние немавме во тоа време гимнастичар. Тој беше апсолутен првак на Македонија. Скопјаните дури полудеа од мака кога тој ќе се појави, бидејќи никој не можеше да го победи. 90% од сите деца меѓу кои сум и јас, тие ги воспитуваа како родители, како да ни се родители. Па они ни беа повеќе од родители. Повеќе време поминувавме со нив. Замислите, еден тренинг званично трае 1 сат, но ние по 4-5 сата останувавме. Ние моравме да се спремиме за секој натпревар кој ни доаѓа најповеќе што можеме, бидејќи го представуваме Куманово. Куманово е наша гордост. Втор дом, па можам да кажам и прв дом. Само кога ќе се сетам, малку сум сентиментален, ја мојот живот до своите 35-6 години го проведов таму. Од таму добив насоки за во мојот живот. Пред малку реков, 90% од сите гимнастичари завршија факултети. Јас не бев меѓу нив, немав услови, запишав прва година правен факултет, но не можев да продолжам, поради финансиски разлози. Иначе во Соколана се одбиваа сите можни активности на културен и на спортски план во Куманово. Соколана е здание на еден белградски архитекта, но кровната конструкција е здание на мојот дедо, Владимир Антонов Рус, а и ова здание каде сега зборуваме, занатски дом, е цело здание на мојот дедо, Владимир Антонов Рус, архитекта, инженер. Прв предратен и последратен во Куманово. Така да и тоа ме врзува за овие објекти во Куманово. Ка мене професор Оцко, Бог да го прости, ми кажуваше, тој бил мал, но памети, како кровната конструкција се правела. Вика, од еден джеп внатрешен ке извади плјоска, нели оно шишенце, ке пие ракија и ке командува како, каде, која греда да се стави. Гимнастиката беше еден од водечки спортови
што се вика во Куманово, доста интерес имаше и кај млади деца. Имаше на 3 места се вежба Партизан 1, Партизан 2 и Партизан 3. Салите беа полни. Едната сала се знае во Соколана, другата сала беше во гимназија Гоце Делчев и третата се работеше малце во 11 октомври. А тренер во Партизан во Соколана беше Ацо Наумовски, Александар Наумовски, професор по спорт и спортски активности во земјоделско училиште, а во гимназија Аврамовски, професор по физичка. Во Соколана скоро, да не кажам секој ден, бевне на тренинзи, од после часови, мислим, во училиште, по сат и пол, 2 тренинзи, а после тоа имаше и дружење меѓу самите вежбачи во канцеларија со малце музика и забава. Соколана беше скоро по цел ден полна со спортисти, имаше и ракомет, и кошарка, а во вечерните часови гимнастика имаше од 7-8 до 9 сат скоро. Салата беше исполнета од утринските часови па до навечер, касно. Од моја генерација Клековски, Јовица, Мицево инженер во шавни цеви, Соколана и сите спортски активности што се одвива во Соколана се многу позитивни за младина, пошто имаше и што се вика физички напор, вежбање, имаше и добро дружење, добро се градеа карактери на личности, без употреба на алкохол, на овие субстанци други што ги користат сега. Значи, потполно здрав живот, што тешко може сега да се постигне тоа. Гимнастиката би требало да се врати, ама за гимнастика треба и услови. Не само за тренери може да имат, али сега во последно време и од поодамна нема гимнастика. Кога би се отворила, треба и малце да се створат услови за работа, пошто гимнастиката многу напредува и ако сакаме да направиме успех, значи треба добри услови да има за работа. Точно, јас прв пат кога започнав со гимнастика, започнав со Ласте Георгиевски, со мојата понатамошна работа, напредував и дојдов во првата екипа. Значи, во тоа време имаше доста тренери, од кои едните работеа со подмладокот, а другите работеа со врвните гимнастичари. Душко Тодоровски работеше со врвните гимнастичари, значи селекцијата што одеше од кај Ласте Георгиевски, подобрите, оние што заслужуваа, одеа во прва екипа на град Куманово. Имаме доста големо разгибавање, сите бевме разгибани. Понатаму силата ни беше извонредна, работеше на сила и техниката што ни ја даваше изузетно добро ни објаснуваше за да можеме да ја сватиме техниката, а и добар беше во асистирањето, така да помагаше во нашата работа. Значи сите не можеме да бидеме најдобри, како екипа бевме најдобри, а во тоа време значи немаше екипа во Македонија што можеше да се надпреварува со нас и да победува. Нашата екипа се состоеше од 6 члена, а од кои првите до првото до 7-то место сите беа во куп. Можеби ќе се протнеше некој од Скопје, Прилеп, Битола во тие 7 души, меѓутоа стандардно
зимавме прво место. Инаку, меѓу подобрите, не меѓу подобрите, меѓу најдобрите во Македонија беа Новица Трендафиловски и Трајче Стојановски. Тие дури беа и во репрезентација на Југославија во тоа време. А што да се каже за легендарниот Владимир Наковски, некогаш изворен гимнастичар со многу врвни резултати, а според многумина еден од најдобрите во оваа гранка во историјата на Куманово и пошироко. Би се навратил од 1960 година, од минатиот век, сосема случајно, играјќи си со другарите надвор, отидовме во спортска сала Соколана. Стоевме на врата и внатре во салата имаше, да не ви кажам, сигурно 80 па и 100 дечиња, наша возраст. Некои правеа летечи колут, некои звезда, некои колут и гимнастички елементи, нели, од гимнастика. И стојќи така на врата, дојде чуварот и рече: "Што стоите вие тука? Или влегувате вика, или излегувате?" Другарите ми ги набрка, а јас сосема случајно некако ме турнав внатре у сала. И ме прифатија тренерите, ме приклучија со останатите деца, гледајќи прават колут летечи преку Кознич. Викам, зошто да не можам и ја ова? Така да, за четоците на моето спортување во гимнастика се тие. Меѓутоа, ете, сум ме забележале од тие постоечките тренери што беа таму и постарите гимнастичари и веднаш ме зема и ме приклучија во тие екипи што ги имаше на пионерска категорија. Тренери у тоа време беа Алесандар Наумовски, кој ме прифати у почеток, и овие постари гимнастичари што беа. Весели Таљат, Миле Фирц, Дејан, Дечо, тие беа веќе афирмирани гимнастичари. Од тогаш е тој мојот почеток. Иначе со вежбите бргу ги совладував, веројатно видоа талент во моите способности кон гимнастиката, така да од 60-та година до 63-та тренирав и 63-та се одржа државно првенство на Македонија во наша Соколана, кај што настапив во пионерска категорија. Сумирајќи ги резултатите, бевме изедначени со еден представник од Скопје, професор доктор на науки тој, Јован Јовановски, и бидејќи бодовите беа тука некаде изедначени, не знае на кого да му доделат прво место. И на крај не зема тој тренерот од Скопје, не фати двајцата, не постави на постолје и вика двајцата прво место. И делевме прво место тогаш. За севкупниот подем за развојот на речиси сите спортски гранки во Соколана заслуги имаат многуте вредни спортски работници, и тоа Алесандар Наумовски скакла, Гоце Здравковски, Јордан Сливовски Оцко и Воислав Даљевиќ. Гимнастичкиот великан Алесандар Наумовски скакла влегува во историјата на Соколана како извореден работник и педагог на многу генерации, како и другите ентузијасти, работел исклучиво на доброволна база без материјален надоместок.
Работниот ден покрај училиштето му бил исполнет со соколанските активности, каде бил ангажиран на подготовка на младите гимнастичари. Го почитувале потенцијалните педагози по физичко образование и при подготовка на испитите од него барале помош. Бил голем боем, имал 3 дома, предпладне професионално во училиштето, попладне во Соколана и вечерта заедно со друштво, најчесто во хотелот Кристал. Понекогаш со добро друштво знаел да скокне до Врање и да заглави цела ноќ со добра музика. Кратко време работел во Белград од 1946-47 година како референт за физичка култура, но од преголемата љубов кон мајка му Даница се вратил во родното Куманово. Под неговото будно око работеле многу гимнастичари кои внимателно ги слушале неговите совети, а резултатите биле евидентни. Неговите вежби биле задоволство за окото, каде на суптилен начин ги демонстрирала големите мајстории. Останува забележен како еден од најдобрите гимнастички мајстори во Соколаната, за кој потврдија релевантните работници од оваа бранша. Заедно со останатите активисти од ДТВ Партизан, Здравковски, Далјевич, Сливовски и останатите биле главни протагонисти во организација на незаборавните зимски кошаркарски турнири. Ако некој од нашето Куманово со целото тело, срце и душа бил верен на гимнастиката, тоа е секако изворениот учител и педагог Ѓорѓи Здравковски. Со гимнастиката започна да се занимава во далечната 1922 година, па се до 1935 кога станува предњак. Истата година станува професор по физичко образование во гимназијата Гоце Делчев. Во времето на Кралството Југославија беше еден од ретките што успеа да ги совлада тајните на гимнастиката, а потоа успешно да ги пренесе на најмладите. Како младенец од тоа време покрај гимнастиката активно работеше и во другите сегменти од соколските активности, а нешто повеќе во организирање на слетовите. По ослободувањето уште поактивно се вклучува во пренесувањето на значењето на најмладите, давајќи свој личен придонес во квалитативниот развој на гимнастиката. За него немаше замор, работеше и во училиштето и во Соколаната, меѓутоа никогаш не се жалеше. Имаше чест да биде главен координатор за успешно организирање на слетовите за Кумановскиот и за Кратовскиот крај, но и за пренесување на штафетата факел од Прохорчински до Скопје. Беше еден од главните во афирмацијата на боксот во Куманово, заедно со првиот стратег на оваа спортска гранка Калинич, каде му беше помошен тренер. Денот му беше исполнен со најмладите, што за него представуваше вистинско задоволство. Делата што ги оставил зад себе на полето на гимнастиката и физичката култура се големи. Останува запаметен како еден од најголемите спортски работници во Куманово, зашто потврдуваат и резултатите во неговите долгогодишна работа. Многу генерации му се благодарни за сторените дела. Уште едно големо име од Соколана секако вредниот спортски работник Воислав Далјевич, а за неговата работа пред камерата ни раскажа неговите ќерки. Имам пуно спомени и тоа од дома се сеќавам на спомените, кога секој утро сите 5 ќе мораше да излеземе во двор и да вежбаме. Прво се навежбаме, потоа одиме во школа. Имавме една столица направена како кош, и така игравме кошарка јас и постариот брат кој почина ланската година, а сестра ми и помалиот брат екипа. Така интересантно беше со него, тој беше строг, ама беше добар татко. Во животот ти даваше совети да бидеме добри деца, да бидеме поштени, да се бавиме шо повеќе со спорт. Меѓутоа, јас и сестра ми останавме во спортот. Постариот ми брат играше многу како дете. Играше за школа, фудбал. И од Звезда се сеќавам, јас мала сум била, го потражија да го во Белград да го носат, да го одшколуваат и да игра за Црвена Звезда, но татко ми не го пушти. Му беше страв да го пушти. Така тој остана, а фудбалот се играше, значи секога се играше, и за кожара играше фудбал. Беше спортот на прво место, на брат ми постариот. Јас играв за текстилец со сестра ми, од Киров е так. Така да бев активна 4 години, 4,5 години некаде, од 69 до 73. Многу во спорт, многу сакавме и јас и сестра ми тој спорт. Игравме во Соколана, игравме во Дом Јана тоа време. Бевме некаде на средина на табела, при врвот така бевме. Куманово беше најдобрата екипа тогаш во Македонија. Тогаш се сакаше спорт, со срце се сакаше. Значи, ние немавме некоја заработка од тој спорт или баравме нешто.
Затоа што го сакавме, го трениравме, го игравме. Убави спомени имаме од тогаш. Со нас игра тоа време Сунчица, не знам презиме, Миленка Николовска, Лиле Мулјаче, кој уште играше? Убавка, Тричковиќ, Мира, мислам дека беше, Љубица Кузмановска, таму беше и професорка и играше со нас ракомет. Тренери беа Среќко Тричковиќ Зајко и Чедо Черчил. Така да со Соколана јас сум вржана и покрај економска школа. Таму идев во школа и секој физичко. Тука вежбавме, Буба не тренираше, ни беше и професорка и тренер. Така да Соколана ни беше се и се што. Татко ми беше многу ангажиран околу слетовите. Многу деца беа ангажирани, тие многу го сакаа татко ми, многу беа навистина вредни и работливи. Се што ќе им кажеше, тој тие работеа. И секој 25 мај татко ми беше главниот за тие слетови. Јас како дете се сеќавам, не водеше тој и во Соколана, не водеше и во спортската сала во училиштето. Имаше гимнастичари кои доаѓа да тренираат. Да го спомнам Звонко, не знам презиме, Момчево, знам дека беше шофер во општина Куманово. Вежба одена на превари, слетови многу спрема за 25 мај, дури учествува и во Белград на централниот оној слет по повод роденден на тогашниот маршал Јосип Broz. Едноставно беше влюбеник во гимнастика, влюбеник во ракомет, влюбеник во се и се што беше спортски, што беше на плана музика. Кога велам дека беше втор дом на татко ми, повеќе време таму проведуваше отколку дома. И после толку години откако е починат, мене лично Соколана ми е многу драг објект. Кога знам дека татко ми таму, да не кажам израснал, и до задниот миг бил таму. Жално е што е оставена на зад на времето. Сега не сме запознаени како и што е. Рекла дека ќе биде обновена, ќе биде реновирана, реконструирана, меѓутоа што и како сега за сега не се. Забавниот живот во Соколана има своја улога во збоготувањето на духот на младите во градот. Низ многуте години се случиле безброј забави, игранки и дружења во Кумановскиот храм, па затоа сметаме дека Куманово е единствен град во Македонија што имал таква привилегија. Ја како млад, 13 години, 14 години, идевме стално во Соколана, кога доаѓа Задар, од Београд Партизан, Звезда, сите кошаркарски екипи кои што беа во Соколана, сите тука се спиеше во Кристал, тие спие, колку се сеќавам како дете. А за влегување, да ти кажам право малку и така, Косто кој беше главниот чувар, што се вика, на Соколана, имаше малку лош табијат, удараше помалку, али јас со син му Зоре заедно учевме во Кочо Рацин и преко врата така не пушташе, знаеш, влеземе внатре да гледаме. И викам, што си ги пусти овие? Оди вика, тато вика, ја с мене учи. Тоа е било после 60 годину, кад завршимо средњу школу, идесмо у Соколану, свиресва овие браќа грци свиресва, бенд, Аце, Боре, Кале, они свиресва, тој беше ептено убаво. Имаше игранка, стварно е било игранка, не само у Соколану, и у гимназија имало, и у пожарни дом горе имало, али повише смо биле у Соколану, знаеш, пошто ми учевме од техничку школу, кад почнемо да го правимо,
техничку школа и индустријска што беше, и повеќе иде во туе, разбираш ме. Секој од гимназијалки доваѓа се има све. Да искак да ги спомну, стварно и било игранка убава. Зорица покојна Габерка, имаше Млексе живо још, имаше една овога Мију, кошаркаша високога, Балдазар Радица. Тој бемо едно друштво кои седесме му еден чош и тој. И кад ќе каже се вика даме ќе бирав. И он иде вди, да ти кажу правец за Вал Србија свака час. За Соколано може да кажу една од најубави згради е била у Македонија за спортски организирање на вежбање, на кошарку, на рукомет. По рукомет после се играше надвор, се играше брат ми, тега живе Ација Фремовски, он играше рукомет, Черчил, Драги Црни, кад га правила игралище, Томе Цана, Черчил, јас се сеќам и Драги Црни, они су га сви заедно се работале, цела Соколанска мала. Куманово треба да се гордее со Соколано. Уште кога беше првиот основен боксерски клуб, тоа е било Единство, има се една собичка кај тетка Ленче, сестра Ленче, медицинска сестра на Сонја мајка. Вие многу фино знаете, поза Стопанска банка, тука имаше куќа. Тука се чува само реквизити. Боксерски рукавици, пинчибал, крушка, джак и гаќи и мајци, патики. По распад на друштвото, бидејќи сиромашна бема општина, тогаш, дојде еден повик од страна на Шарни Цеви. Основа клуб БК Металец, кој мене ме повика, оти бев пред тоа како јуниор, симпатизер на Единство и таму првпат ги облечу 55-та година рукавиците. Ме повика, тој ме повика мојот покојни другар, сега не е со нас, каснije беше тренер на Куманово, тој е Миче Наковски, Мирко, иначе еден од најсолидни боксери за град Куманово, што е највише дал од себе. Има негде тамо сигурно преку 500 меча он од тие сигурно 90% све ги добивал. У Соколана, ние тренираме у Соколана. Имаме два тренера. Еден беше Драган Калнич Косовец, капетан Кос, а другиот беше капетан Драган Јагодич. Тие 20 не тренираа. Имаше два боксерска джака за тренинг, две крушки и еден пинчибал. Први пат беше кондиционо загревање во самиот парк. Ке ни изведе, било зима, да е студено, било топло, лето, не представляше ништо за нас. Едно 50 круга завртиме тука около дрвата, тамо около паркот. Потоа не внаса во салата. Во салата секој мораше да боксува со секој. Од најлесна категорија, тоа е хартија, па до супер тешка. До 100 кусур кила. Така да, потоа идесме секој по 15 рунди на справа. Крушка, джак, пинчибал. Пинчибал мене највише ме привлекуваше, оти тука се бараше највише рефлекс. Рефлекс. Ако промашиш да ја удриш криво, она ќе те удари у глава. Ако не избегаш, не ескивираш, она те плесна, ќе те бутне доле на земја. У моје време беше, боксираме ние у Македонска лига. Иначе бевме први у Македонија, затоа влегоме во втора југ група Српска лига. Кај нас доаѓа конкретно Раднички Белград, 14. октобар, кој за 14. октобар отиде, у 14. октобар отиде Газепа Вристо да боксира за нима. И ние, у част на него, боксираме по опроштени меч у Соколана, каде тука ја бев еден од меѓу добрите. За Куманово, за металца, БК Металец. Ристо боксира исти за нас, како гостин. Тој победи, а јас го победи со клашен нокаут во втора рунда.
мојот противник, прволигаш. А во моментот не се знаеше, така се створен хаос. Виделинка почна да гази сатот свој рачен, од среќа, од радост. Покојни Виделинка. Столици беа вакви се, али испокршени. Немаше клупи, него столчиња, тие обични, како да ги кажу. Публика имаше преко сигурно едно 600 човека. Немаше у сала место до не еден до другога. Горе имаше балкон и у балкон, сви на балкон, на тераса, како да кажу. Соколана не беше втор дом и место за воспитување. Тогаш беше боксот племената вештина, уметност. Не учија да убиеш човека, него да го удриш, да го превариш, да го удриш, да не примиш ударец, а да дадеш ударец. И ни велија нашите покојни тренери, Драган Калинич, и да ги спомнам, кои су ми драги на мене, као људи пари пut су биле добри и многу су ме сакале, односно, јас сам тоа осетил на мене. Вика, немој да сватите, вика, да е овој ми спремamo за тепање, за тепачка, него овој е племената вештина, вика, ви сте ладно оружје, вика, за овој. Надвор за сви омладинци. Треба да заслужите за пример. Кој е каснije, знаете самите како овој. Некои се одадоа на рекетари, имам 4 награди добиено. Тога се викаше рулет плес, играше се твист, рок-н-рол, танго, енглиш валцер, румба, самба, јужноамерички ритмови. Све сме играли. Поголема сплотност не е имало меѓу младите, па и старите. Ние чекаме младите да дојде сабота, а саботите се работеше и учеше се. Времето уопште не проваѓаше. Да дојде само у 4 сат почињаше матине, после игранка беше после 6 сат, 2 сата имаше игранка, после 6 до 8, 9 сат беше игранка. Па, тоа е било како фешта за нас младите. Па да ви кажам многу. Многу, како спомнаа моите колеги овие, сограѓани, тука доаѓа разни друштва. Забавни, оркестри доаѓа зимно време и боксерски клубови, доаѓа Партизан дојде, 14 октобар, Раднички Белград, Раднички Ниш, бидејќи ние, Кумано е расат на боксерска нација. Кумано е расат на пејачи, Кумано е расат на музичари. Танго да море, танго да либе, танго да мур, il tango degli innamorati, tango d'amore, tutta la notte, boca e baciar core, sognar questo tango d'amor. Sui muri scuri vedi io prebaciare, senti poi mormorare questo tango d'amor. Ho conosciuto nelle stanza un ticco che ti raccomando, non voglio dire tutto il mondo e tutto il mondo canterà. Russo cia cia cia, russo cia cia cia, russo cia cia cia, russo cia cia cia. La sul do, voglio ritornare. L'ultimo muccico mi sta ancora to aspetta. Ah, la sul do, voglio ritornare. L'ultimo muccico mi sta ancora to aspetta. Па нормално, тие не доваѓаат да вежбат, тие доваѓаат да свири, да наиграат. И било е многу пуно. Секогаш било тоа. Тука се одржавало, да рекнемо, некои свечености, да рекнемо како што е бива ловачки, ловци, одржи свој ден има лов. Ми само свиримо. Друго, после нове године, не е било без нас. Mi smo svirali. Matine, da reknemo, poplavne, da koja se sviri, da reknemo, po škole, po ovoj, a igranka, da reknemo, je navečer se rade, ja mislim da je to
Значи, малтине преко од гладне до нешто, а игранка почиња после малтине, почиња кога ќе дојдем да рекнемо 6-7 сата, разбираш ти, онда наставља се игранка. Малтине се брише, па се постави после тамо, благодарение на Косту тамо, он човек кој ги одржаваше тако, и после настанува игранка до неедно време, додека полиција не дојде да рекне фајер. Знам дека е било многу. Да рекнемо, ако беа да станат сите да играт, онда нема место, само се удара, како игра, да го удара се само еден од друг. И некаде до пола ноќ се свираше, ја мислам така радер, и после фајрон и раздидивање. Па Соколана ни даваше сега што немаме. Место да идат по кафани, младите, они доваѓа на игранка. Друго, постарите фамилии, не луѓе, брачни парови доваѓа исто до игранка да се одморат. Тука се точеше и не алкохол, али пиење се точеше. Синалке тогаш имаше. И се точеше. Кафе не правеше, али може Коста, кој беше домачин там, по желба, ако некој сака да реже, па може да му направи, али не практикуваше такви работи. И така, тоа живеше, а за зимски период се одржуваше надпреварна кошарка. Во Соколана се свирише, тогаш немаше на други места каде во Куманово, сем во Монопол имаше летно време кога имаше, иначе зимно време во сали, есено време се свирише обично во Соколана, а на кое свиревме со оркестри со доктор Борче заедно, и ние исти ден сме почнале во музика заедно, со исти ден потпуно, и така да имам големи успомени, тоа не може да се забрави никогаш. Значи, дел од живот таму ми помина, почеток, младост, например. Во недела свиревме матинеа од 2, после 2 до 8 саса, 6, 7, 8. А навечер свиревме игранки, кој почнува од 8 час или 7, зависи зимно време, па трае до 11 до 12 часот, така беше. Многу посетено беше во Соколана. Многу е било. Во Соколана не само што ние свириле, токаш се одржува и кошаркарски турнири на Република Македонија, па доаѓао и од Југославија. Тамо се играше, Ранка Жеровица баш доведеше, а со него се запознавме на една акција кога бевме на Сутијска, знае доктор Борче. И тамо тогаш Ранко Жеровица почна да доаѓа стално, да водеше екипа во Куманово и редовно, стандардно. Значи, многу силен турнир беше. Соколска брег музика, таа беше тогаш едина таму и вежбавме. После се тоа пресели тука, значи имаше простори каде музичко училиштето беше и тука работевме, тука сме свириле, нема што тоа да го забравиме. Али важно во Соколана сме вежбали исто и имало големи резултати имало. Што знам, мислам дека тогаш не само што бевме ние во музика, тогаш имаше, во тој период имаше и пионерска, детска музика. И тоа многу јака беше, од која излегува после многу музичари во опера свиреа во Скопје, во тие, тоа се многу наши членови од тука, од Куманово. Деталите нема, секакви приредби, секакви случувања што беа званични, па сме свириле, например, тогаш имаше и војна после музика во Куманово, па заедно на плоштад свиривме, они од една страна на вина, ние од друга страна, и тафета кога ќе дојдеше и други работи што беа, се таму сме биле, значи тоа беше неповторливо. Не може више да се повтори во Куманово, и плюс пионерска музика. Имаше и градска музика, и пионерска музика, дувачка музика, нормално, и војна музика. Многу беше тоа, а Куманово беше мал град, тогаш, многу имаше. Значи, не просто да не се верува. Покрај градска музика ние што свиревме, имавме и забавен оркестар, кој свиревме и на игранки, и на различни концерти, така да бевме sastavan дел на
скоро на секоја приредба каде што требаше да се одржи и сме постизали големи резултати, плюс сме били и на автопат и на, да не морам, значи многу. И имавме шанса, доктор Борче ќе се сети сигурно, 61 година ни падна чест од Куманово, бевме ние на Ташмедан, кога се одржуваше прва Ванволковска конференција, Титу Нехру Насир, ми сме свирели на Ташмедан, тогаш концерт, тоа ќе ви докажам кога сакате, имам документ во кој не има, и него го има на список, и мене ме има на список. Значи, тој беше југословенски концерт, југословенска младина, али ние од оркестар бевме од Куманово. На еден начин тој храм на спортот и тој храм на забавата да се спомне и да се чуе и подалеку од Куманово преку вашата телевизија. И сите овие новоизградени спортски сали не се ни на мал прс, просто кажано кумановски, на светлината на нашата Соколана. Од културно-забавниот живот, од спортскиот живот, од гостувањата на наши врни спортисти, преку кошаркарскиот турнир што се организираше тука, имавме шанса да ги гледавме олимписките шампиони од Чосич, преку Задар, од Джерджа, Вучинич, од Звезда, Цветковиќ и да не набројам други, до сите спортски легенди од боксот кои се кумановски и бивша Југославија. А исто така имавме шанса да гледавме и музички групи кои и некои ден денес се славни имиња и легенди на нашата забавна музика. Не само забавна музика, тука имаше и представници на она малце потешката музика, по блуз, джез, шлагери, шансони. Доаѓаше тука и Мики Евремовиќ, доаѓаше тука и групата Смак како тежок хард рок група. Доаѓаше тука и Бело дугме, доаѓаше тука безброј, да не набројам, тоа плеада познати групи кои не го подминува Куманово, знаеа дека Куманово сака музика, сака забава и е гостоприливо место за сите што на еден начин уживаат во таа нивна музика. Јас живеев како младо момче на 15 до 18 години, кога учевме како ученици во стопанство. Сами знаете дека училиштето Перонаков беше горе кај Соколана. И не ми беше тешко, по 3-4 пати дневно, кој на тренинг со покојниот, да го спомнам, мој класен професор Санде Атанасовски, со него да одиме, понекогаш и со Милан Маџгалј, капетанот што беше во ЈНА, во нашата касарна, да тренираме малку атлетика, па навечер да се најдеме пак на музика и така. После средни школските денови отидовме во Белград на виша техничка школа. На игранките во тоа време од 75-та до некаде 80-та, кога после 81-та се оженивме, и се слушаше највеќе Илинден, групата Илинден, сите ја знаеме од овдека, групата Нај. Со групата Нај имаме една мала анекдотичка, имаме една комшивка која многу го сакаше гитаристот. Таму ги знаеме кои се гитаристи, сега да не именуваме. Беа тука Шајтан, Цобе и од Мерак, што сака да ги види и да се покаже колку знае убаво да игра, малце да изведе нешто, а комшии бевме, ајде мене под рака, ти не плачаш, ќе ме водиш, со овој да ме запознаеш, со оној да ме запознаеш. И така се случува безброј пријателства. Тоа е само пример, инаку покрај мене, може да кажам, едно 5-6 мои комши, комшивки одеа таму да запознаваа нови пријателства. Посебно интересен момент во развојот на ракометниот спорт во Куманово е моментот кога далечната 1960 година се донесува одлука за изградба на ракометното игралиште во Соколана. Идејата за реализација на изградбата на ова игралиште е на познатиот спортски работник од градот Стојмир Саневски. Што да ви кажам, тоа беше
времето кога почетоци на продирање на ракометот во Македонија, па и во Куманово, немаше каде да се игра. Тој теренот што беше надвор позади Соколана, дворното место, беше обично ледина, џомбас терен со дупки, камења, песок, неравен терен. Почнавме тука со ракометот, со деца соберени од основните училишта и претежно деца од Соколанска мала. Решивме да тој терен го израмњаме, затоа што веќе почна во Македонија ракометот да продира и да се игра. Требаше и Куманово да даде допринос, барем да се појави некоја екипа. А кадар мораше да се ишколуе во својот град, да даде Куманово своји ракометари. Јас се досетив, постоеше околискиот одбор и таму беше Бранко Пушкар да зема малат, матики, копачи, лопати. Ги собрав децата од Соколанска мала. Ајде да го израмњаме прво, да го исшкарпираме теренот, за да биде равен. Тоа го и направивме за отприлike една недела, имавме работа. Децата многу помогнаа. Тргнавме земјата на страна, го обележивме игралиштето со вар, поставивме стативи и така го направивме. Тоа беа некои почетоци на ракомето. После тоа дојде бетон. После некоја година, после бетонот дојде асфалт и после асфалтот дојде ракометот, помина во спортските сали на паркет, затоа што паркетот е многу помек за играње и за паѓање за спортистите. Така да тоа беа некои почетоци што беа макотрпно, но сепак успешни беа. Па денеска Куманово не е она што беше некогаш. Куманово може би во тоа време некаде она е завршена и осветена е на 23. јуни 1931 година, барем така во историјата пишува во документацијата. Она на едно место се одвиваа спортските активности. Сега има многу повеќе игралишта и спортски сали. Меѓутоа, таа треба и понатамо да остане центар на случувањата во спортот и повеќе од спортот. Затоа што тоа е еден објект од некоја историска важност и самата архитектура го обележи времето во кое е градена. И ја би сакал незините активности колку може да се вратат назад, меѓутоа да се и самиот објект да се реновира и да се доведе во некои приближно исти изглед како што беше некогаш, затоа што она е, да не кажам, таа го представува градот лепотица на убавица на Куманово е. И мој апел е да се уреди дворното место на Соколана. Прилично е разградено, неуредено, нехигиенски, да кажам, нечисто. Покрај тоа што внатре не знам, не сум влегувал со години, не знам каква е ситуација, и внатрешни интериерите, внатрешни да се уреди. Мислам дека оваа новата власт, сега што дојде, ќе обрне внимание на старите објекти кои со години постојат и кои се обележје на овој град. Токму пуштањето во потреба на ракометното игралиште во Соколана придонесе за голем подем на оваа спортска гранка во наредните години. Во годините што доаѓа и машката и женската ракометна екипа на Куманово бележеа значајни успеси. Јас моите први чекори ги почнав во основното училиште под водство на Дајле професор. Тој не организираше и формираше како една екипа за да се надпреваруваме во школска екипа, меѓу школи, на школски надпревари. А потоа, по заминување на господин Дајле, дојде професор Калила. И таа беше добра, работеше со нас, постигнувавме успеси во регионалниот надпревар меѓу школи. Потоа, по завршување на таа сцена, да кажам, основна, не можев да седам мирна и појдов, пошто
Мој прв комшија беше Славчо Симоновиќ, професор, кој го тренираше Куманово. А на голема среќа, Наташа Чоп беше моја прва комшивка и предложив да појдам да тренирам ракомет во Куманово. Кај нив. Они беа веќе одраснати, големи, сериозни ракометарки, меѓу кои беа Наташа Чоп, Наташа Сургунка, Рада Црна, Јасмина Голубовиќ, Оле и многу други. Значи, беа една екипа стандардна, успешна, од која учевме ние. И ние како ученици нивни, учевме од нив, и после некое време, кога сгасна ракометот, мислам на Куманово како екипа, се формира екипа Текстилец, во која бев и јас, меѓу кои имаше тука голем број од екипата на Куманово, како прва беше Јасмина Голубовиќ. После беше Сонја, Јулка, Миленка, Мира Гума голманка, после Убавка Стојчевска голманка исто, Стојче Виолета, да ја спомнам, да не ја заборавам, татко и работеше во ЧИК, моделар беше. Рисимка, една од најдобрите голгетери после Јасмина, пошто беше левак. И би требало да присуствува на вакво нешто. Таа има уште многу повеќе да каже од мене, ама нешто од здравствени причини не беше добра, сега е добра, сега е супер. Па игравме во Соколана, потоа некако, не знам, некој термин беше запатен, па игравме во Дом ЈНА, на тоа игралиште ракометно, тука се состанувавме, тренер ни беше Свето Тричковиќ, а заборавив Мира Тричковиќ, исто и таа беше тука во екипата. После Јаворка, таа замена за Херцег Нови, Цеци Тричковиќ не беше тренер и Радовановиќ Чича. Војно лице беше овдека во Куманово, али доста успешен беше во своето работење. Моите печатоци од моето присуство во Соколана се незаменливи. Тие спомени кога ќе се навратам назад, кое беше дружењето, која беше љубовта, ние со љубов игравме ракомет. Со љубов се играше, се настапуваше и во кошарка, и во гимнастика, во сите спортови, во сите, значи само со љубов. Треба да се отвори некој клуб, спортски клуб, каде младите ќе стојат, ќе застануваат, ќе испијат по едно сокче, ќе чујат убави резултати за некој спортист, за некој клуб, и на тој начин да ги привлечеме да дојдат во тој клуб, да членуваат и нека се определат за која врста на спорт сакаат да спортуваат. Ние можеме тоа во Куманово. Куманово е спортско Куманово. Јас како дете почнав да тренирам од 13 години. Извесно време почнав да играм од 14-15 години. У Соколану сам играла. Тренер ни е бие Славко Симоновски. Како тренер ни е бие добар тренер. Многу сме сакале спорт и сме се слажале. Ми с толку време, мислим, екипа ни е била супер. Во тој време наше имало е публика. Ми сме увек на тренинг имале публику. Играле со, тренирале со мушки или ми сме тренирале, увек сме имале публику. Дали од парк или од школу кои се доваѓали, имале сме и посето, нормално, имало е. Како на утакмицу сме имале. Бев спортист на годину. 72-го, ја мислам, беше тој, ја се у Русовски кад победи, ја беше спортист на годину имал. Ја од 5 до 10 гола увек сам давала на утакмицу. И увек сам сакала број 5 да носам, никад не сам менјала дрес. Тоа ми е било омилен број што сам имала на мене. Советувајте како да играш, како да се понасиш и на утакмицу, и на тренизи. Увека сме имале утакмицу у неделју, ми у суботу навечер не сме, мислимо, не сме искачале толку касно у чаршију, вртјале сме да имамо фору да играмо, да сме свежи за утакмицу за у неделју. Кошаркатските турнири во Соколана се нешто најсјајното во историјата на многуте генерации. Малку да се каже дека ни Соколана продефилираа стотици кошаркари од Куманово, Македонија и поранешна Југославија,
на многумина со кои разговаравме и денеска срцето им исполнето со задоволство, сите во еден глас истакна дека Соколана е место каде беа нанишани другарството, надмудрувањето и добрата мисла. Моите почетоци се во далечната 1972 година во тогашен единствен храм на кошарка во Македонија, уште во основно училиште со првиот тренер кој се викаше Димитар Антевски, јуниорска екипа, со гледање на прва екипа, со домашни играчи, така да тогаш интересот за кошарка во Соколана беше многу огромен и требаше квалитети и упорност да се избори во таа јуниорска екипа. Соколана ми останува највише поради моето блиско седење до Соколана, да уште како малец сум ишол, сите знаеме дека парк Соколана, после влагање во Соколана и со додир со топка, ми остана малтене целиот живот со топка, дали како играч, сега тренер, така да имам прекрасни и огромни и убави спомени од тој храм на единствен на кошарка во тоа време. Па тогашен тренер Раце Георгиевски ги препозна квалитетите мои и далеч на 74-та, мислам 5-та, ме пребаци во прва екипа и од тогаш почнува мојот успех. Прво требаше да се избори место во првите 12, па после минутажа да се добие, така да вториот тренер, да го наречеме и единствен во тогашно време, Раце Георгиевски. Па може да споменеме тогашно кумановци кои беа во основно училиште и кои изборија место во прва екипа, а може ги спомене и почна, пошто се препозна храмот на кошарка во Куманово, почна да доаѓаат играчи познати од Скопје. Значи, тогаш може да го споменам и беше и Антич, овој сегашен Анти Чичко, Зоре Темелковски, Зоран Саздов, Бранко Спасовски, Тони Просеник, така да еден беше склоп на младост и искуство. Во тоа време, пред да се отвори спортската сала, мислам дека освен сала во Работнички градски парк, Соколана беше еден препозлатлив бренд на кошарка мислам дека во цела Југославија, тогашна Југославија, така да по отварање на спортската сала се губи, како да кажем, интерес више на Соколана, се зголемува теренот на игралиштето, така да останува едни добри и фини успомени, сите што биле таму. Да јас сум малку помлад, тоа време од 67 до 70 не се сеќам, аз многу добро памтам 77 година, кога тогашно, сегашно МЗТ, тогаш Скопје, Работнички, ние и Црвена звезда од Белград, со ведета Зоран Славнич, Николич, а тренер Ранко Жеравица. Така да и многу играчи од поранешна Југославија имаат долги и фини успомени на Соколана. Миле Трајковски Манте, соколанско дете, кој одлично ја познава историјата на Соколана, нему кошарката широко му ги отвори вратите за понатамошните успеси во кариерата. За Соколана може да се зборува многу. Јас сум тамо израснал, бидејќи тука живеам на 50 км од Соколана као објект. Така да, навистина, детството и најубавите години од младоста тука ми поминаа, во Соколана. Пред се јас се бавев со... тренирав кошарка, играв кошарка за КК Куманово, активен бев играч и имав таа среќа да играм со повеќе генерации. Започнав со генерацијата Момчило Ивановски лига, Стојан Петровски, Муич, Драган Јакимовски, Џое, Раце Георгиевски, така да тоа беа многу постари од мене, меѓутоа ме прифатија и едноставно луѓето беа наклонети да успееме во кошаркашката игра. Ние, бидејќи тука се игравме, буквално тоа ни беше како двор на Соколана и имавме таа привилегија да можеме да влеземе кога сакаме и кое време сакаме. Така да
почнавме тука со тоа време, например, немаше овие модерни топки. Тоа се играше со кожна топка, со шнур, и тоа беше тешка топка, така да имавме ние пристап да влеземе во салата и кога има пауза, например, дали гимнастичари, дали кошаркари нема тренинг, ние влегувавме таму и меѓу себе 10 почнавме така да се бавиме со кошарката. После почнавме активно да тренираме, нели? Прв тренер мене беше Томе Ана, па дојде после тоа Милорад Ивановски, па дојде Мирослав Лалевски Нини, па Раце Георгиевски, така да јас мерив 4-5 тренера генерацијски, како што идеше екипата напред и така и ние напредувавме. Такво време беше, сите се знаевме, се почитувавме меѓу себе, се знаеше почит кон постари, кои има комплетно внимание од нас помладите, ги слушавме у секој поглед. А така, тренираат тука и гимнастичари, и боксери, кошаркари, и една и машка и женска екипа. И коментарките на Куманово тоа време беа многу активни. Тие тренираа надвор на отворениот терен во Соколанскиот двор. Сите се знаевме у тоа време. Имаше тогаш збратимени градови, патувавме во Панчево, во каде там Врање, кај што не идевме. Значи идевме комплетно од сите спортови. Дали кошарка, дали ракомет, дали гимнастика и постоеше едно големо другарство. Па вака, видите, ние игравме таа Републичка кошаркашка лига на Македонија, која беше сериозно добра лига у состав на југословенската кошарка, која знаеме сите дека беше европски и светска велесила. Куманово како екипа имаме освоено републичка титула. Претежно се тука движевме. На Втора сојузна лига, Македонска кошаркашка лига, толку ни беа и можности за нас. Тогаш немавме ние некои изузетно високи центри, претежно бевме ниски играчи сите, брзи. Например, имавме едно војно лице, Гојко Шкрбич, тој беше така повисок и беше права атракција за нас. Тука излезе и Владимир Боцевски, Жмара. Да, добро, негово одбор зема работнички, така да ние претежно бевме ниска, релативно ниска екипа. Токму така, Соколана, у тоа време Југославија дали имаше 2-3 сали покриени, каде можеше да се игра кошарка во затворен простор. Така да нашата Соколана беше еден бренд у тоа време. Значи, традиционални кошаркарски турнири кои се одржава секоја година за време на зимскиот распуст. Традиционално доаѓа екипите од Белград, Црвена звезда, Раднички, Беко, ОКК Беко или ОКК Белград тоа време, Борат Чачак и нормално од Скопје доаѓаше Работнички и нашата екипа од Куманово. Тоа беше секоја година традиционално тој состав на екипи кои учествуваа. Турнирот траеше 3 дена, 4 дена. Буквално целиот град живееше за тој турнир. Од Сабајле кој ќе се тргнеше нагоре да идат дечиња, возрастни, да се добие карта, да се влезе, да се... Капацитетот беше многу мал, нели? Салата е мала, немаше простор за публика, али ето, тоа беше исполнето до последно место. Буквално немаше кај да се застане. Така да тука беа големите звезди после југословенски, да кажам, еден Цветковиќ, Чермак, Мишовиќ од Борат Чачак, тоа се имиња кои се за југословенската кошарка биле сериозни. Легендарниот и неповторливиот кошаркар на ДТВ Партизан Куманово Живко Шкуртевски е жива легенда на овој спорт во изминатиот период. 90-годишниот Живко воопшто не се размислуваше да ја прифати нашата покана да зборува за Соколана, а притоа пред нашата камера да не ги опише важните моменти од неговата успешна кариера. На некој начин кошаркар ни беше број 1, а гимназија број 2. И сини за некако со љубомора гледаа на нас, а ние бевме петорица и таа ја крстивме петорка.
Во таа петорка беа моите, мислим, соиграчи, Шуши, Гарчо, Жиц, Лаце, Ластавица постариот и јас. Се збиравме во Соколана и тамо го молевме оној домаќин да ни даде топка за да може да тренираме. Немавме топка. Значи, такви времења беа. Своји мајици, своји патики, своји долни гачици, да? И на некој начин доста и успевавме и на некој начин јас така посматрам дека ниједна генерација после нас не беше толку приврзана за кошарка и да успете. Исто така имавме доста успех на овие републички надпреварувања со прилепчаните, со битолчаните, со скопјаните. И на некој начин мислам дека се задоволувавме со тоа. Ни замеравме професорите, така да на некој начин ги предизвикувавме и да испричам една приша за тоа. Професор по француски доаѓа на еден час, а беше Сисој Манчев, од Охрид беше таму некаде. И зема дневник и почна да прозива за да ги спрашува овој. Прв беше Гелевски Живко. Ајде, вика, дај ми речник на француски. Тој немавме речници тие работи. Мислим, написани своји речници, единица. Ајде, после тоа Даневски Чедомир, Ластавица, го прашува речник и он исто така одговара дека нема речник. Потоа го Златковски Душко и Златковски Душко, он побеше така на некој начин врло важен се правеше и вика немам. А он имаше шампан речник, а јас со него седев. И на него единица. Ајде, вика, Трајковски Борец, Шуши. Трајковски Борец, јакве, немам, и он доби единица. Ја бев последен на списокот, Шкуртевски Живко, речник, ја го земам оној штампаниот речник на Гарчо и му велам повели. И он сега се најде у незгодна ситуација и не ми стави единица, почна да ми испитува. И на некој начин јас добив позитивна оцена од петорката. И он на Гарчо му беше криво зашто јас поминав така добро, а они сите чот. А сите беа добри ученици, со исклучок на средни беа Гелевски Живко и Трајковски Борец Шуши. Шуши беше најслаб. Имаше организирани тие републички надпревари во кои учествува меѓу други од поголеми екипи работнички. Имаше тога и за нас непредвидливо играч во работнички, Лазич. Беше над 2 метра и ми се посмевавме на него. Исто така се одржува во Соколана, во јануарски денови. Доаѓа Партизан, Звезда, Раднички, Белград. И тука
учествуваа на тој турнир. Убав спомен од Соколана беа игранките, а ние беме во време кога се играше танцо. Али на некој начин бе гимназијата и професорите забрануваа учениците да присуствуваат на тие игранки и еден вечер ја си Трајковски Борис Шуши одлучив ќе не казнат и отидовме тама на игранка и бевме на некој начин привилеговани као гимназијалци. И убаво беше. Во Соколана со голем успех со години настапува македонските брендови од тоа време Работнички Вардар. Нивните успешни настапи во Соколана и денеска се раскажуваат со почит. Зоран Гапич влезе во Соколанскиот храм кога имаше само 17 години во дресот на Вардар, за да потоа продолжи со успесите на кошаркарското поле. Ни раскажа многу интересни случувања од Соколана, а според него улогата на овој храм од ова временска дистанца е непроценлива во развојот на кошарката во пошироки рамки. Соколаната секој пат беше у тој период меѓу 60 и 70 година беше фокус на спортот во Македонија, бидејќи беше единствен објект каде што можеше зимно време да се спортува. Јас сеќавам дека прв пат во Соколаната дојдов негде пред Скопскиот земјотрес 62 година со генерацијата на Владо Војновски, Душко Мартиновски, Бато Симоновиќ. Ја тогаш имав 17 години, 16 години. Имав прв пат бев дојден овдека и тоа беше за мене огромен догаѓај. Тогаш ги видовме и големите асови на југословенската кошарка, бидејќи тие доваѓаа тука редовно на овие турнири. Тогаш у тоа време тренер беше Драголјуб Лазич и Страшо Ромевски. Со тие два тренери доваѓавме овдека. Турнирите беа, како да кажам, беа не само спортско случање, беше и културно случање. Тука се помешуваа луѓето меѓу себе, се правеа пријателствата. Да кажеме, едно сеќавање, да кажеме, една голема идила што се направи меѓу Владо Цветковиќ и Маја Ѓурич одека на овој терен, кој после тоа траеше со години. Мислам дека самите надпревари не беа толку значени колку што беше значено тоа што се среќававме тука, меѓавме искуства. Имаше дури и семинари, тренерски семинари овдека. Ја, ако добро се сеќавам, дека овдека доваѓаше или Ранко Жировице или Ацо Николич и држаа семинари со нашите тренери овдека. На тие турнири работнички беше мија еднаш или два пати учествувавме као втор тим на тие турнири, појачан со уште некои играчи од другите тимови од Македонија. Меѓутоа, битно беше што зимските турнири, бидејќи тогаш не се играше у сала, зимските турнири за државното првенство се одигрува овдека у 2-3 недели, например. Така да на некој начин и формата се одржуваше и на некој начин ние бевме пак сите заедно со нашите колеги од другите клубови. Знаете како, ја мислам дека Соколаната треба да биде музеј. Зашто сите тие вредности што се направени само во овие години, да не збориме Соколаната уште од кога е направена пред Втората светска војна, она веќе заслужува да биде едно обележие на градот Куманово и на сите нас. Бидејќи толкава историја е направена спортска овдека, сите вие што ги спомнавте. Тие беа после тоа светски прваци, европски прваци, олимписки вице шампиони, така да овоа заслужува да мене ми е многу жал кога ја гледам дека е оваква состојба, меѓутоа ја мислам дека треба да се најде начин Соколаната да се оживее. Неговиот клубски другар Венцо Саздов, чија меморија е можеби најсвежа од сите кошаркарски актери во Соколана, не можеше да не се наврати на многуте турнири во Соколана, кои кај него позитивно влијае во неговата кариера. Многу ми е, да ви кажам, жал што објектот е вака оставен, не е дотеран да остане како еден музеј на културата, музеј на спортот во Македонија, бидејќи таков единствен до 73 година, од кога се донесе уредбата да се играат сите надпревари во сала, тој беше единствен во Македонија.
Инаку тука сме играле младински турнири. Јас како член на Вардар сум играл за репрезентација на Скопје. Сме играле првенства на Македонија, кога Партизан беше во Македонска лига. А највеќе сум доаѓал на зимските турнири кога се играше тука, беше Југославија во мало, практично. Кога доваѓа екипите на Партизан Белград, Црвена звезда, Раднички Белгар, Бора Чачек, кој што беше редовен учесник секоја година, потоа женските екипи на Партизан Нови Сад, па покасно Војводина, па Црвена звезда и други. Јас, значи, 3-4 години поред, пред да станам играч на Вардар, сум бил тука, сум присуствувал. Инаку... Во временска дистанција, ви кажете ни, каква е улогата на Соколана во развојот на кошарката во Македонија генерално земја? Во тој период, мислам, имала најголема улога. Затоа што ние тогаш првенството ги игравме пролет, есен. Значи, во летниот период немавме утакмици, во зимскиот немавме. Според многумина, Христо Ѓорчевски е препознатлив кошаркар на работнички од времето на соколанските турнири. Во денешно време тоа се нарекува all-round играч, а токму популарниот Рики беше тако во Соколана. Во дресот на работнички во храмот константно беше меѓу најдобрите, па поради тие причини на љубителите на кошарката во Соколана останува запаметен по своите одлични игри. Слободно можам да кажам, пошто тогаш кошарката у поранешна Југославија се одвиваше надвор, оглавно, пролет, лето, есен. Во зима немаше сали, не само во Македонија, него во Југославија. Соколана беше единствена во Републиката и во неја се одржува овие квалитетни турнири негде. Јас после земјата на 3 години, 64-та, 65-та, 66-та, се извинувам, учествував на тие турнири во кој место за публика скоро и да немаше. Надвор од Соколана имаше доста народ, кога на одредени утакмици навија од надвор. Интересно се напомене дека покрај турнириве зимски што се една година се одржа и зимска лига на тогашна Југославија во 3 сали во Југославија. Една беше Куманово, кај што беа гости Локомотива од Загреб, Задар и Партизан. И работнички. На првите турнири таа разлика беше нешто поголема, осетна. Али 66-та, 67-та веќе работнички успешно им парираше, така да кога играше у комплетен состав, резултатите беа доста тесни, вака, одлучувачи. Се сеќаме, многу интересно да се напомене ова прва лига кој се играше. Тогаш познатиот Петричевиќ, работнички беше тогаш у друга лига и влезе за прва лига. И тогаш изјави дека е изненаден од квалитетот на работнички и рече дека сигурно он ќе се натпревара у друштвото на најдобрите. Тогаш и ме пофали мене лично, очекуваше да станем ја многу посилен, но што станав играч. Друго што е важно да се напомене, интересно кој детел, на тој турнир е појавата на Крешимир Ќосиć, 16 годишен. Тој беше многу слаб, тенок, дури ни беше жал да го гледаме. И тој стана европски и светски играч. За Соколана имам што спомнав со Ќосиć. За Крашимир Ќосиć, кога ставија да игра неколку минути, во еден скок, ненамерно беше, му постави флак и практично го издишав. Он реагираше само со насмевка. Ние станавме добри пријатели. Кога дојдеше у Скопје, секогаш после ни беше гостин кај Боцевски. Ја и Боцевски бевме цимери 10 години, додека игравме работнички. Слободно може да се каже дека Соколана остави неизбришави трагови во тоа време за кошаркашкиот спорт. Незамислив беше зимски период
да се одржат такви квалитетни турнири. Не беа упрашање само утакмиците. Многу беше важно дружењето, запознањето, сместени на вруча вода тогаш, така да тоа познанство од тогаш и денеска уште трае. Со таа генерација ние се среќаваме, Загреб, Сплит, Љубљана, значи со луѓето уште контактираме. Од бившите ИУ простори, еден од најдобрите стрелци на соколанските турнири, легендарниот Владимир Цветковиќ. Во Соколане, како што ни рече, му се случиле неколку убави работи. Како играч, својата слава почна да ја гради токму преку турнирите. Потоа во Соколана се омажи, кога бевме во Белград, да го запрашаме за Соколана, дали е расположен за разговор. Популарниот Цветко ни рече кратко: нема никаков проблем, Соколана е за мене втор дом, после сегашниот во Белград. Sad ja ne mogu da budem ovde objektivan mnogo, zato što sam ja sentimentalno vezan za Kumanovo. Ja sam u Kumanovu počeo jednu lepu košarkašku karijeru pre 45 godina i ja sam prvi put u Kumanovu bio strelac na nekom turniru, prvi strelac, i posle toga verovatno mi se Kumanovo posretilo, bio sam vrlo često strelac na turnirima. Ja sam i pored velikih obaveza u Beogradu došao i ne bih nikad propustio jednu ovakvu lepu manifestaciju obeležavanja godišnjice Sokolane, da se vidim sa nekim prijateljima, sa onima koji su i pre 45 godina voljeli košarku. I uvek ću rado doći u Kumanovo. A bio sam mlad. Ako učestvujete na jednom turniru koji je inače imao jednu specifičnost, jer je to bio i muški i ženski turnir, onda tu postoje samo lepe uspomene. Ono što je najinteresantnije, na tom turniru ja sam upoznao i svoju suprugu, kasnije suprugu. Ona je bila košarkašica Radničkog, mi smo se kasnije uzeli i dobili smo dvoje divne dece koji su takođe igrali košarku, ćerku Zoranu, koja je kasnije nastavila život i doktorirala u Americi kliničku psihologiju, i Rastko koji je imao jednu lepu karijeru u Zvezdi, u NBA u Denveru, u Finskoj, u Portugaliji. Znači, sve što je Kumanovo meni je lepo. I kad sam bio mlad, pa čak i sada, kad više nisam mlad, ali sam zadovoljan što sam ovdje. И за крајот не може а да не го слушнеме мислењето на познатиот академски граѓанин од Куманово Александар Џарцевски за целокупниот опус на Соколана од негова гледна точка. Сите соколски домови са биле државна политика, затоа и во цела Краљевина Југославија се правени у повеќе места соколски домови. Ова е еден изузетен објектот кој што го има правено Момир Коруновиќ, белградски архитект, кој иначе на територија на Краљевина Југославија има направено во тој период 50 такви објекти. Бидејќи тој е роден 1882 година и живеел до 1969 година, има еден богат опус. Се школувал во главном во Прага, а подоцна во Рим и во Париз. Така да она време кога измеѓу двете светски војни практично во архитектурата владееле повеќе стилови, као што е академизам, романтизам, функционализам и во главно експресионистичкиот стил. Тој како застапник и како државен службеник, бидејќи работел во Министерството за градежништво во Белград, малце има внесено еден национал романтичарски елемент кој е негова специфика, посебно во овој обекат, правејќи ја Соколана
со влезниот дел, со скалишниот простор, доста нагласен во монументалност и самиот влезен дел. Посебно се истакнува тука неговата орнаментика, која е земена од сакралната архитектура, углавном на балканските простори, посебно од Србија. Силуетата на самиот обект е доста монументална со централниот дел, а бочните кули кои по вертикала завршаваат и со едни нагласени, заоблени облици, го покажуваат делот во главном како се градени црквите во тоа време на Балканот. Второстепената пластика е доста застапена околу порталите на влезот и околу прозорците. Така да архитект Коруновиќ има многу добро укомпонирано она што значи експресионизам на европските стилови и она што е романтизмот, што ги зима елементите од народната архитектура, посебно од сакралната архитектура на Балканот. Соколана е изузетен обекат, брз заради тоа што е споена Европа со традицијата на Балканот. Се сеќавам на еден момент кога кошарката не беше на ова ниво, кога сега е практично, да речеме, скоро гладиаторство. Тога се играше една префинета кошарка со многу помалку кошеви, али со изузетна игра. Сеќавам на еден надпревар кога играше Куманово со, не знам како се викаше, клубот од Штип, али сеќам на кошаркарот Тодоровски, кој што беше блокиран во самиот агол кај кошевите, на самиот агол на игралиштето, се сврте малце преко глава и преко глава фрле кош, што викаме ни она, директно во кошот, што беше изузетно награден со аплауз. Некои јогурти имаат рок на траење од 10, некои од 15 дена, а некои можете и да ги заборавите во фрижидер. Јогуртот на Бучан Козјак има единствен рок на траење од само 9 дена, затоа што е без никакви додатоци. Нашите вредности се ваши предности. Бучан Козјак.